Драги пријатели, почитувани велешани, браќа и сестри, добро вечер. Денес сме во Велес, град со револуционерно и авангардно минато, градот на Кочо Рацин, на Джинот, на Главинов, на Гемиџиите. Град во кој луѓето заслужуваат посветла и попросперитетна иднина за сите нас, за нашите деца и сите идни поколенија. Ќе бидам реален и искрен и пред се директен како и секогаш. Од СДСМ не очекуваме ништо што е поврзано со фери демократско. Не го очекуваме тоа, затоа што Љупчо, Заев и останатите се нервозни, а нервозни се бидејќи знаат дека губат. А и како да не бидат, кога секој нов дел е нов скандал. Ова го прават не затоа што се силни, туку затоа што се слаби и уплашени од пораз. Затоа и ќе му порачам нешто на Љупчо Николовски. Паѓате, ВМРО ДПМН победува, а со ВМРО ДПМН победува и Република Македонија. Драги велешани, овие 20 дена кои ги водевме и овие неколку дена што останаа, се финалето на една битка за враќање на државата во рацете на народот и превземање на контрола врз нашите судбини. Видовме како не треба и како Заев е неспособен да испорача било каков резултат. Овие луѓе владеат со уцени, измами и криминал. Држава во која првиот човек е амнестиран рекетар, а неговите послушници ги гледаме со криминали до гуша. Затоа, овие денови што преостанаа се многу важни. Новие избори имаме задача да го поразиме најголемиот вирус кој уништува Македонија. Вирусот на криминал и корупција, вирусот кој има име и презиме, Зоран Заев. Велат можеле, но не, драги пријатели, тие можеа. Можеа да не лажат, да не крадат и да не плячкосуваат. Можеа да не рекетираат милионски суми пари во Луи Витон ташни. Можеа да не крадат од хеликоптерите, од системите за навигација. Можеа да не крадат и од тендерите во здравството, од тендерите за патиштата и се она што беше тендер. Можеа да не палат автомобили и да не вршат терор на неистомислениците. Можеа и да не бараат 1 евро за бате и тате. Може и да сработат нешто за народот, за вас. Арно, ама ништо не направија. Со мал прст не мрдна. Од почетокот на кампањата ги повикувам сите, Љупчо, Заев, било кој. Еве, било кој од вас да објави барем една слика, еден проект кој што сам го смислиле, го финансирале, го проектирале и еве барем почнале да го прават. Одговорот е нула. Нема, не постои такво нешто. И токму затоа тоа можеа, е минато, свршено и никогаш повеќе неповторливо време. Знаете, во некој од интервјуата кои ги има за време на кампањата, добивав прашање од типот што сме мислеле кога сме кажале дека бараме правда за неправедно осудените. Кои биле тие? Зарем имало такви? Замислете. Патриотите кои ги осудија за тероризам, драги мои, на 13, 15, 18 години затвор, што се ако не неправедно и политички осудени. И еве јавно повторувам, да, не само што бараме, току и бидете сигурни дека ќе донесеме правда за тие луѓе. А драги пријатели, драги велешани, ќе направиме и многу повеќе. Ќе донесеме закон за потеклон имот на политичарите.
па ќе видиме дали официјално пријавените 70.000 евра имот на Заев се вистинити или повистинити се оние 8,5 милиони евра или многу повеќе. Ќе се видат сите бомбона бизниси. Ќе видиме како Љупчо како министер за една година стана милионер. Ќе овозможиме Академијата за суди и обвинители да работи професионално и да ги дава најдобрите, најчестните и најморалните кадри, а не оваа кумровачка школа во која што ја претворија. Ќе донесеме нов закон за јавно обвинителство, но и нов закон за јавни набавки, за конечно да раскрстиме со криминалот и корупцијата. И тоа ви го ветуваме уште во првите 6 месеци. Не заборавајте дека секој глас, секој еден глас даден за коалицијата СДСМ и БЕСА е глас за поделба и федерализација на Република Македонија. А јас знам дека вие тоа нема да го дозволите. Но, драги пријатели, да ги оставиме нив, да ги оставиме Заев, Љупчо, СДСМ. Тие се испеана песна. Во нашата програма, насловена како Проект Обнова, се обрзуваме на подобар живот. Имаме најдобрата програма во однос на власта која нема ништо освен криминал, корупција, лаги и манипулации. Мора да сватиме дека ние сме таа генерација која мора да даде ново светло на политиката во Македонија, да свртиме нова страница и да се фатиме за работа. ВМРО ДПМН располага со кадри кои можат и знаат како тоа да го направат. Само со работа и труд ќе си го вратиме достоинството кое сега ни е погазено повеќе од било кога претходно. Сега е време кога мора да кажеме доста. Доста на се она што не омаловажува и се што прави да се чувствуваме понижено. 15 јули е тој датум, кога со пенкало во рака, на еден демократски начин ќе ги испратиме во пензија сите погубни политики и политичари во нашата држава. Мораме да си го вратиме достоинството. И токму затоа, ВМРО ДПМН е силно и посветено. Ќе работи на враќање на македонското национално достоинство. Никој од надвор нема да дојде да ни ја заврши работата што сами мора да ја завршиме. Мораме да работиме посветено и силно. Мораме многу да работиме. Само со многу работа и труд можеме да успееме, ако сакаме оваа наша Македонија да ја направиме дом за сите нас. Дом во кој најмногу внимание ќе се посветува на реализирање на проектите кои ќе го подобрат животниот стандард. Секој од нас заслужува подобри услови за живот. Тоа можеме само заедно да го постигнеме, обединети и сплотени како народ. Заедно, обединети ќе кориме кон обнова на Македонија. Се обврзуваме дека ќе работиме за доброто на сите. Од тоа не сме и нема да има отстапки. Македонија е наша татковина и таа заслужува да биде достоинствена држава која ќе биде рамо до рамо со останатите држави и ќе напредува на секое поле. А ВМРО ДПМН е било и ќе биде на браникот на татковината. Секогаш тука, во добро и во лошо. Она што е наш аманет не смееме да го заборавиме, а тоа е да не заборавиме буквално никого, затоа што секој еден човек ни е важен. Секое парче земја ни е важно. Лекарите и целокупниот медицински персонал, земјоделците, наставниците и професорите, културните работници и спортистите, вредниот и трудолюбив македонски народ. Сите ние сме обесправени и ние ќе исправиме таа неправда. Не смееме да дозволиме ниту еден граѓанин да биде разочаран од нашите политики. Приоритет мора да ни биде секој еден, да има повеќе за секого. Затоа гарантираме, се обврзуваме, земаме заманет, да овозможиме повисоки плати за 25%, повисоки пензии за 20%, намалување на невработеноста,
враќање на рамниот данок и негово намалување на 8%, гасификација целосна и бесплатен приклучок до секој еден дом за секој еден велешанец, 4 милиарди домашни и странски инвестиции, изградба на мрежа од 4 нови клинички центри, но и целосно реновирање и санација на општата болница во Велес, како и изградба на автопатот Скопје, Велес, Прилеп, Битола до грчката граница. Драги сограѓани, да престанеме да сонуваме и да почнеме да го градиме сонот. Да почнеме да живееме како луѓе, како горд народ, да бидеме со подигната глава и исправена кичма. И токму затоа ги повикувам сите незадоволни, загрозени, обесправени, работници, земјоделци, стопанственици. Ве повикувам сите вас да ни се придружите. Имаме подадена рака кон секого и на секое прашање заедно ќе дојдеме до решението. Ви ветуваме работа, известност и иднина. Различни сме од СДСМ. Изборот е помеѓу измама и обнова, помеѓу безидејност и концепт и стратегија, помеѓу криминал и честност. Изборот е меѓу Заев и Македонија, а тука изборот е лесен. На овие избори многу е важно да се гласа. Само гласот значи став за промени кон подобро. Ако не гласате, ќе наградите се што видовме досега. А видовме убијци кои се пуштаат на слобода, рекетари кои поминуваат неказнето, директори со мито во рацете, искривена кичма и сменет идентитет, туѓи платформи и лични интереси. И токму затоа, драги сограѓани, исправи се Македонијо и одбери обнова. Само така заедно ќе донесеме успеси, правда и повеќе за секого. Само така ќе си ја вратиме државата во рацете на народот и само така ќе покажеме дека Македонија е посилна од сите нив. Ве повикувам на 15 јули да излеземе сите рано са бајле, референдумски, да гласаме за број 14, за 14 пратеници во изборната единица 3. Убеден сум во победа и подобра иднина. Исправи се Македонијо, одбери обнова. Да сте здрави и живи, да ни е вечна Република Македонија.